Пред точно една година, 27 ноември беше последниот ден кога 14-годишната Вања излезе од дома кон училиште, но никогаш не стаса на час. На скалите од зградата двајцата обвинети од групата на Палчо и ставиле вреќа врз глава и ги врзале рацете и ја напикале во багажникот на украдениот син Цитроен. Ја однеле до местото викано Дупки во близина на Скопско Бразди, каде според обвинението Палевски пукал во глава преку перниче и потоа ја закопале. Додека се случувала трагедијата, македонската јавност се креваше на нозе по објавата на мајката дека детето е исчезнато. Сите на свој начин организираа масовна потрага по Вања. По една недела, јавноста вечерта на 3 декември остана шокирана. Вања е убиена, а полицијата веќе знае кои се убијците. Главен организатор и извршител, кој со пиштол на 27.11. според досегашните утврдени докази, некаде околу 10 часот ја усмртил малолетничката. Тие искази се поврзани со материјални докази и тука нема бегање. Значи, тие искази одговараат на она што е пронајдено. Паралелно, додека се трага по украдениот Цитроен, полицијата стигнува до Реното Кангу, возило кое се користело во партијата десна и после претресот во канцелариите прв лисици на рацете добива Владко Кешишев. Тој ја носи полицијата до местото каде е закопана Вања. Како негови соучесници ги посочува Боре Видевски и Велибор Манев. Ја убивте ли Вања? На 22 ноември истата група според обвинителите го киднапирала и убила пензионерот од Велес, Панче Жижовски, за наводен долг од 500 евра. Неговиот автомобил, Цитроен, бил украден за грабнувањето на Вања, а потоа запален 300 метри воздушно од локацијата каде беше закопано девојчето. Велибор Манев пак на полицијата ќе им покаже каде го закопале убиениот Жижовски во периферијата на Велес. Уапсените го посочуваат Љупчо Палевски Палчо како мозокот на операцијата и тврдат дека тој всушност пукал и ги убил Вања и Панче. Јавноста доживува и нов шок кога е приведен и таткото на девојчето, Александар Ѓорчевски. Тој според обвинителниот акт и помагал на групата така што давал информации кога неговата ќерка ќе го напушти домот за да оди на училиште. Палевски е во бегство. Дознавајќи дека го бараат, Палчо заминува за Белград, па оди до турски Беликесир, каде и уапсен. Зошто се дадовте во бегство? Не сум бил во бегство и не смеам да говорам за истрагата. Судската постапка почна на 20 септември. Обвинителите тврдат дека имаат цврсти докази дека Палевски и другите го грабнале девојчето за да изнудат пари од мајката Зорица Ѓорчевска. Обвинетите, иако пред полицијата признале и покажале каде се телата, сега пред судот рекоа дека не се чувствуваат за виновни.